Добар ден, криптоентузијасти, во уште едно видео од нашата видео плейлистата за анализа на коини токени. Нормално ова е апдейт за Avalanche проектот, кој што веќе го имаме обработено на нашиот канал. Со тоа што со мали, би рекол, промени, го добивате ова видео во недела, иако требаше да биде во вторникот направено, но како и да е, или на крајот од денот, она што сме го ветиле сигурно го добивате. Altco инвестите беа направени во текот на вчерашниот ден. Во истиот ден веќе го направивме и Patreon GameGG лайвстримот за прашање од заедницата, кој што ќе го добиете во текот на утрешниот ден како прва содржина во новата недела. А за следната недела очекувајте во вторник да го обработиме Solana со собствен апдейт. Продолжуваме понатаму во среда со два лайвстрима, како што веќе спомнавме. Едниот ќе биде во CryptoHub Малта. Тоа е во склоп на ова ќе биде практично презентација за Chain of Blocks Summit-от, кој што ќе се одржи на 20 и 22 мај, кој што потенцијално ќе бидеме и ние говорници, а веднаш потоа ќе имаме ние со новиот англиски канал Crypto Economics своја презентација на темата Interoperability како посебна крипто категорија. Ова веќе го имаме на македонски обработено и нормално може да го најдете на нашиот канал, а лайвстримот од нашиот англиски канал ќе биде нормално објавен и на сите наши македонски социјални мрежи. Со тоа што продолжуваме понатаму во сабота, каде што ќе имаме повторно лайвстрим и ќе разговараме за анализа на цикусот 2022-2025. Ова беше нашата презентација во Битола и ветивме дека ќе обработиме уште еднаш на каналот со соодветна презентација каде што ќе може многу подобро да ги видите и чартовите и сите анализи нормално и каде што ќе може сето ова да го објасниме заедно со нашата заедница. Во среда очекувајте FOMC откако ќе се вратиме од CryptoHub Малта. Тоа е вториот лайвстрим кој што ќе го имаме подоцна во ноќта, негде околу 10 часот, каде што ќе го обработиме сето она што се случувало на пресконференцијата за Федералната резерва. И недела ќе имаме повторно лайвстрим, тоа е повторно на англискиот канал, прв од ваков тип, значи ова ќе биде посебен настан во CryptoHub Малта, наречен Elevated Events, кој што е буквално само за нашиот канал. Идејата е ние ја овозможуваме едукацијата, они ни помагаат со нормално за почеток, да речем, луѓето кои што ќе бидат дел од овој настан и кои што ќе проследат нашата едукација, односно ќе обработиме исто така уште една презентација која што веќе беше дел од нашата обука, а тоа е се што треба еден почетник да знае за инвестирање. Тоа беше нашата презентација во Прилеп. И пред да почнеме уште еднаш да напоменам, значи заследете во нашиот блог .cryptogamgg.mk, каде што ќе може да најдете најнови вести на секој час и половина, како од крипто, така и од макроекономија и геополитика, и нормално имате овдека известувања. Доколку дозволите, ќе ви достигаат известување секогаш кога имаме нешто ново на нашиот блог. Исто така, доколку немате попаметна работа, GameGG TV, значи постојано со најновите видеа од нашиот канал, со мешавина од оние кои се малку постари на нашиот канал, каде што ќе можете нормално да се потсетите и ако не сте погледнали некој од видеата, да го погледнете од последниве, да речем, 2 недели, заедно со постарите видеа малку поназад на нашиот канал. И со тоа завршуваме со овој воведен дел и можеме да почнеме со нашата работа денес, а тоа е апдейт на Avalanche. Сега, како што знаете, сами новите коини ги истражуваме по ваш предлог. Најчесто има ваков тип на пост на нашите социјални мрежи на Facebook, каде што вие ни давате предлози за тоа кои коини да ги обработиме. Се уште има околу 4 коини кои што треба да се обработат од последниот блок, но во исто време на ваше барање и нормално на наша одлука, би рекол, со оглед на фактот дека се наоѓаме во bear market, одлучиме дека треба да направиме апдейт и на постарите проекти кои што веќе се обработени, да видиме што се случува со нив, што има ново, што надградиле, што направиле, кои партнерства и така натаму. Па така и во оваа ситуација почнеме да ги надградуваме, како што гледате, веќе Hedera, Binance, Cardano, Chainlink, Ethereum беа веќе направени, Polygon исто така, а сега денеска го правиме апдейтот за Avalanche. Со тоа што дополнително како го правиме ова, како за новите, така и за старите проекти, ги одговараме овие 6 групи на прашања кои што ни даваат целосна слика за тоа што се случува со овој проект, зошто е толку битен, кои е неговите основни фундаментални технички вредности и на тој начин имате на целосна слика за тоа што се случува со овој блокчейн проект. Нормално, ова не е финансиски совет, ова е само почетна анализа на македонски јазик за да може да разберете за каков тип на блокчейн проект станува збор. Секогаш тргаме од првото прашање, тоа е апликација и практична пример на коинот. Значи, дали има други проекти кои што му се конкуренција и дали има апликација од реалниот свет кои што може да го заменат. Идејата е
зошто постои овој блокчейн и кој е проблемот, односно корисноста од истиот или проблемот од реалниот свет кој што се обидува да го реши. Самиот проект е доста голем по маркет кап. Значи тоа е една од работите кои што мораме да ги напоменеме на самиот почеток. Односно станува збор за проект кој што има 4 милиарди долари маркет кап моментално, истиот беше доста поголем, како што може да забележите, имаше практично над се ова е само да споредиме маркет кап. Во последниот бул маркет достигна и неверојатни висини од околу 20 милиарди долари, што значи дека пак станува збор за горе-доле голем проект. Као што знаете, до 1 милиарда ги сметаме за микропроекти, од 1 до 5 за мали, од 5 до 10 средни и над 10 милиарди големи проекти. Иако моментално 4 милиарди, да не забораваме дека се наоѓа во bear market, тоа е апсолутно најниско ниво кое што го има во историјата, така да затоа велам дека ова е еден од поголемите проекти кога станува збор за market cap и ова е, би рекол, доста намалена состојба на неговиот market cap, што е, би рекол, доста поголем за купување. Пак ќе кажам, не брзаме нигде, но Avalanche дефинитивно овој пат нема да го пропуштиме во нашето портфолио, како што тоа го направивме предходниот bull market. Истиот е Layer 1, тоа значи дека е основен тип на блокчейн врз кој што се градат апликации и други блокчейни. Као што многу пати сме објасниле, за ова имаме посебно видео категорија каде што објаснуваме што точно представуваат Layer 1 блокчейните. Тоа што по market cap е доста долу, се наоѓа на 26-то место по market cap на CoinGecko, а овдека е некое 20-то место по големина во однос на останатите Layer 1 и е smart contract compatible, односно на истиот може да се програмира, истиот е програмабилен и може да се прават децентрализирани апликации и други блокчейни и така натаму, со тоа што повторно значи негде околу 20-то место по market cap за разлика од останатите проекти. Да, има доста конкуренција, да бидеме реални, но истиот на вистина веќе има солидна основа во однос со тоа, нели? Како има своји клиенти, како има своји институционални поддржувачи и тоа ќе го покажеме денеска во оваа анализа. Сега, почетнички, нормално, прво секогаш почнуваме од неговиот ICO, што се одвиваше негде околу 2019 година. Гледаме дека имал неколку успешни приватни продажби, што практично прави дека има и доста angel investors, значи гледаме доста добра количина на милиони. Првата 6 милиони, втората 12,4 милиони во 2020 година, понатаму 3, 29 милиони, 4 милиони, сите овие се практично иницијални инвеститори во Avalanche. Со тоа што основниот seeding rounds, Andreessen Horowitz, тоа е A16Z, знаете, една од најголемите компании која станува збор за крипто. Тоа е еден од побитните имиња кои што можеме да ги видиме овдека. Во вториот seeding round, Galaxy, знаете дека е дел од DCG групацијата, исто така голем играч. Што значи дека уште на самиот почеток имало доста голем интерес за овој проект. Сега ќе преминеме малку на токеномија и ќе разговараме за неговиот основен консензус врз кој што истиот функционира, кој што е доста уникатен. За најдобро да можеме ова да го објасниме, овде ќе имаме и едно интересно видео кој што објаснува точно како консензусот на Avalanche функционира. Значи, во основа истиот е proof of stake тип на блокчейн, но во него има доста специјален дел, би рекол, односно верувале или него, неговиот основен консензус уствари е базиран на DAG, Directed Acyclic Graph, а сепак е proof of stake и има smart contract compatibilnost. Да видиме како тоа изгледа. Avalanche is a proof-of-stake blockchain that uses its own consensus protocol and data structure. Let's take a simple example of what the Avalanche consensus looks like. Imagine you Вика, Avalanche представува посебен тип на протокол кој што има свој консензус, значи Avalanche развива собствен свој консензус за тоа како практично донесува одлуки да ги прифати транзакциите или не, во однос на истите да бидат ставени во еден блок или не. You are in a room full of people who need to decide what to order for lunch. People are faced with the binary choice of ordering pizza or barbecue, and everyone has an initial preference. The goal is to reach consensus. Each person goes. Замислете дека се наоѓате во соба со повеќе лица и треба да одлучите што ќе биде нарачано за јадење, меѓушто секој има опција помеѓу две различни храни, а тоа е пица или скара. Со тоа што вика, целта на овој консензус е токму тоа,
да се направи консензус на сите нодови за тоа што ќе биде одлуката дали да се нарача пица или храна. Нормално во оваа ситуација станува збор за одлуките на различни нодови на Proof of Stake мрежата на Avalanche да одлучат дали да ја прифатат или не оваа трансакција во еден блок. Goes around and asks a random subset of the people about their preferences. If more than half of the people want pizza, the person starts leaning towards pizza too. In other words, that person adopts the preference of the majority. Everyone repeats this process. Вели, идејата е дека секој од овие нодови практично ги прашува другите нодови, односно во оваа ситуација лица, за тоа која е нивната преференца. Доколку нивната преференца во поголем дел од случаевите е една, односно пица, тогаш вика голема веројатно, нели, самиот нод во однос на веројатноста дека поголемиот дел од нив сакаат пица, исто така и он прифаќа да така речено, нели, одбере пица. Односно станува збор за позитивен или негативен одговор за тоа дали да ја запише трансакцијата. И ова го прават сите нодови во овој сабстек на нодови, значи се одбираат група од нели одредена количина на нодови, тоа малку подоцна ќе го објаснат, и буквално сите нодови помеѓу себе разговараат, тоа е оној госип или така наречено оговарање, се додека не се одлучат нели поголемиот дел во однос на нели мнозинството што ќе биде уствари одговорот. Process several times, and each time more people lean toward pizza. And the more people choose pizza, the more likely others will start leaning toward that option. After enough rounds of polling, a consensus is reached. Вика, откако ќе поминат одредена количина, односно неколку рунди на помеѓусебно така речено оговарање, вика колку повеќе нормално се натежнува кон една одлука, вика тоа е веројатност дека таа одлука ќе биде донесена како консензус за целата мрежа. Значи го земаат мнозинството како нели основа за да одлучат дека тоа ќе биде консензусот. Let's move the analogy from pizza and barbecue to blockchain. This is how the Avalanche consensus protocol works. Until a node has decided on whether to include a transaction into the network, Avalanche queries 20 other nodes and asks their opinion. Those 20 nodes queried are referred to as the sample size. Вели, пред да се одлучи дали одредена трансакција ќе биде ставена во одреден блок, вика нодовите се групираат во ваква групација од 20 така речено нодови, каде што помеѓу себе го прават тоа оговарање и нели практично разговараат во однос на податоците кои што им се познати, дали да ја прифатат оваа трансакција или не. Односно, буквално еден со друг помеѓу себе нели разменуваат така речено нели мислење дали да ја прифатат трансакцијата или не, исто како со примерот со храната. If at least 14 nodes, or the quorum size, give the same response, that response is adopted as the new preference. For the final decision to be made, the node must receive the same quorum response 20 times in a row. Вели, од овие 20, барем 14 мора да го донесат така речено истото ова решение, односно барем 14 од овие нодови да потврдат дека трансакцијата ќе биде внесена, со тоа што тоа се случува во оние неколку рунди на така речено помеѓусебно оговарање. И на крајот после овие 20 рунди, кога конечно се прави она гласање за тоа дали ќе биде прифатена трансакцијата или не, повторно мора да има кворум, односно во оваа ситуација кворум се прави со минимум 14 нодови за да биде прифатена оваа трансакција. На тој начин трансакцијата ќе биде прифатена и ставена во блокот. Response 20 times in a row. This number is referred to as the decision threshold. Се извинувам, 20 пати поред треба да биде донесена оваа одлука со кворум. Се извинувам, тоа беше уствари идејата. The sample size, quorum size, and decision threshold values are constant and quite small on Avalanche. As the network Значи дека секој 20 нодови може да донесат одлука за една трансакција, тоа значи дека не мора да ангажирате целата мрежа за да биде така речено прифатена трансакцијата да биде запишена во блокот. Тоа е многу битно и тоа прави да едноставно овој леџер, односно оваа мрежа е многу подецентрализирана од другите типови на блокови каде што се тоа мора да биде прифатено од целата мрежа, да има консензус на целата мрежа. Evolves, the sample size value remains unchanged, which means the algorithm very scalable and is referred to as subsampling. The number of consensus messages sent per node will remain the same, no matter how many participants there are on the network. Значи дека секоја трансакција која што се одобрува,
практично се праќа на ваков тип на групација од 20 нодови, без разлика колку е голема мрежата и понатаму трансакциите се одобруваат во ваков тип на групации од 20 нодови. And a node will query 20 nodes, even if there are thousands of nodes. Let's move on to how Avalanche stores data. One of Avalanche Сега, ова е начинот на кој што практично ги запишува блоковите, значи ова беше како постигнува консензус, а сега објаснува како ги постигнува блоковите, односно објаснува дека истиот е уствари матично directed acyclic graph како HBAR, како IOTA во претходните видеа, односно не запишува блокови во една линија. Avalanche's primary blockchains, called XChain, uses DAG, or the Directed Acyclic Graph System, common in computer science and often used in artificial intelligence. If you look at Bitcoin or Ethereum, the blocks in these networks have one parent going before and one child going after. And each block depends on its parent block. Avalanche, on the other hand, stores data in such a way that one network element can have multiple parents and multiple children. Сега, значи ова беше, ако се сеќавате, идејата кога го објаснувавме делот со HBAR и со IOTA, дека додека Биткоин и Етериум мора да запишува блок по блок по блок по блок и низата не може да биде како овдека, наизменична, туку мора да биде последователна, секој блок мора да заврши пред да почне запишувањето на нов блок. За разлика од тоа, во Avalanche и ваков тип на Directed Acyclic Graph типови на блокчейни, имаме симултано запишување на неколку блокови, како што објаснивме со HBAR, се случува така речено да имаме повеќе блокови запишувани во ист момент во времето и на тој начин не може да се случи оној bottleneck, така речено, да едноставно блокчейнот не може да практично опстане кога имаме премногу трансакции. Така да во оваа ситуација ние имаме ситуација во која што неколку различни блокови се запишуваат во исто време и на тој начин може многу побрз да биде блокчейнот од вообичаено. Тоа е основната работа која што сакаме да објасниме за неговиот консензус. И сега, ова е многу интересно, затоа што вели Avalanche само еден од неговите блокчейни го има овој тип на, така речено консензус, односно Directed Acyclic Graph, а тоа е XChainот. Значи, Avalanche во неговата структура поседува 3 блокчейни и на тој начин истиот може да биде DAG и може да биде Proof of Stake, односно да биде така речено паралелно во двата овие света. Со тоа што во основа консензусот го воспоставува на овој chain, на Directed Acyclic Graph chainот, каде што буквално се поставува основното запишување на блоковите. Со тоа што дополнително можеме да забележиме дека постојат уште два блокчейни, едниот онив е C блокчейнот, кој што е уствари смарт контракт компатабилноста на Avalanche и истиот е Ethereum Virtual Machine Compatible, односно е компатабилен со виртуалната машина на Ethereum. И на тој начин истиот прифаќа и ERC20 токени, NFTs, децентрализирани апликации кои што биле направени на Ethereum, компатабилно може да функционираат и на Avalanche. Додека третиот чейн, тоа е P-чейнот, е практично местото каде што ги имаме валидаторите. Ова е практично Proof of Stake типот, Proof of Stake делот на Avalanche, каде што се запишуваат нодовите кои што практично ги прават овие семплинг на трансакции кои што потоа се запишуваат во блокови. Како што може да забележите, валидирањето и запишувањето на блоковите се практично на два паралелни блокчейни и на некој начин истите функционираат во исто време на овој би рекол доста на некој начин малку по-детално и малку по-комплициран блокчейн. Како и да е, значи ова е во основа да разберете како функционира, нормално ние не можеме и не мораме целосно да го разглобиме, затоа што на крајот од денот и јас не го разбирам до толку во детали, но онаа работа која што мора да разбереме е дека во основа неговиот консензус е на Directed Acyclic Graph, истиот поседува Proof of Stake нодови и во исто време практично имаме три блокчейни кои што паралелно функционираат и истите имаат различна улога и на тој начин истиот функционира, како што можеме да видиме, безпрекорно и до сега е еден од подобрите лееркетсови на пазарот. Основниот јазик кој што се користи моментално за програмирање на Avalanche е Solidity, тоа е основниот јазик за програмирање на Ethereum Virtual на Ethereum, па со тоа и нормално уште полесно е апликациите кои што ги развивате на Avalanche да бидат компатабилни и со Ethereum и обратно апликациите од Ethereum да бидат компатабилни со Avalanche блокчейнот. Доста паметно од една страна со оглед на фактот дека Ethereum има најголема количина нормално на DeFi и генерално капитал. Сега можеме да забележиме доста позитивни работи, повторно сме се уште во токеномијата.
Скоро 50% вкупната количина на токени кои што моментално се во циркулација, тоа е 233 милиони AVAX токени, тоа е коини, се извинувам, се моментално по стейк. Тоа е многу добро. 50% од коините се моментално под стейк. И гледаме дека наградата е солидна, 6,3-6,4 скоро проценти. Сега нормално ова циркулира. Значи имаме околу 29,000 делегатори, тоа се оние кои што прават стейкинг, и 708 валидатор нодови. Во однос на нодовите, ова е гајденс за тоа како може да направите нод на Avalanche мрежата. Ова се конфигурацијата која што ви е потребна. Значи, оперативен систем, storage, RAM, CPU, сето оно што треба да го имате за креирање на овој нод. И ова се инструкциите кои што директно може да ги најдете на Builder Hub на Avalanche. Нормално двата линка ќе бидат ставени во дескрипцијата на ова видео. Една позитивна работа која што ја забележав е дека моментално навистина не кошта многу да направите еден Avalanche node, односно минимум 2000 AVAX ви се потребни за да може да направите Avalanche node, а моментално 2000 AVAX не е така голема цена. Значи, моментално, ако видиме колку е цената на Avalanche, $9, ќе видиме дека 2000 и не е така многу, значи околу 18, скоро $19,000 е да направите нод на Avalanche. Во, би рекол, по-добриот дел од претходниот bull market беше околу $70,000, чисто за компарација. Дополнително во однос на стейкинг, како може да направите, значи, ова е директно Kainiv core.app/connect. Значи, ова е core апликацијата која што се занимава токму со овој дел, со DeFi, значи делот, сите апликации се наоѓаат на така наречено core, ова е од нивната страна директно, и еве како изгледа. Значи, ова се основните новчаници, Brave Wallet, MetaMask, Zeron, овде како имате Ledger, и овде ќе имате дополнителни новчаници кои што можете да ги инсталирате, тоа се оние, да речем, hot wallet-и, кои што како апликација може да ги инсталирате. Значи, ова е местото каде што може сето ова да го најдете. Како што покажавме, значи стейкинг на AVAX е доста профитабилен, како што видовме негде околу 6,4%, сега ќе погледнеме уште едно место каде што ни кажува колку проценти е, така да некоја средна вредност е околу 5%. Она што не успеав да го најдам е DAO. Значи, со оглед на фактот дека е Proof of Stake тип на блокчейн, истите нормално дека имаат место каде што одлучуваат, но јас тоа место не можев да го најдам. Ова се community, сите места каде што може да најдете нешто околу Avalanche, значи буквално ги имате сите. Telegram, Reddit, LinkedIn и така натаму, но на ниту еден од овие јас не успеав да најдам DAO. Ако некој од вас има најдено каде е DAO-то, ќе замолам споделете го во коментар на нашето видео, доколку некој има Avalanche може ќе сака да учествува. И ова е нивниот DeFi дел, односно дексовите, каде што може да видите дека имаат најразлични апликации, имаат доста апликации кои што се паралелни со Ethereum, има доста wallet-и кои што моментално функционираат и овде, например MetaMask е матично на Ethereum и така натаму, така да има солидна количина на апликации, ево и Aave кој што е матично на Ethereum, моментално се наоѓа овде, OpenSea матично на Ethereum се наоѓа овде и така натаму. Така да, значи, ќе покажеме дека навистина нивниот DApp, односно DeFi сектор, екосистем е доста добар и има доста добра ликвидност. И ова е Builder Hub, значи многу лесно може да најдете build.avax.network ако некој во сака да развива практично некоја апликација или исто така овде може да ги најдете информациите за валидатор нод, ќе може да ги најдете на овој дел од нивната страна. Сега, овде ќе имаме некои интересни вести кои што ги најдовме за Avalanche, значи морам да ве предупредам дека нема многу, јас сум да ви кажам искрено доста би рекол изненаден дека навистина нема многу вести, а е еден од најдобрите проекти реално што за жал ние го пропуштивме во претходниот bull market и пак би рекол тоа дефинитивно ќе го додадеме во следниот во нашето портфолио. Значи CME е доста голема компанија која што вели на 5 мај официјално 4 мај се извинувам, May the 4th, да, кој гледа Star Wars, ќе имплементираат собствен Futures Avalanche ETF. Доста интересно, иако нема да биде директно да тргува Avalanche, односно AVAX коини, самиот фактор дека имаме фьючерси е позитивен затоа што се повеќе институции да учествуваат во овој пазар и нормално ги користат овие проекти, макар и тоа да не е со директно изложување, но во исто време да се потсетиме дека Avalanche веќе има 3 активни спот ETF-и, тоа е екстремно позитивно. Значи, уште еднаш ќе напоменам, ние тоа постојано го зборуваме, ќе го напоменам уште еднаш. Јас верувам дека колку повеќе изложување имаме на спот ETF-и, на овие алткоини, толку повеќе простор имаат за приближување кон институциите. Моментално Grayscale само што ќе имплементира, се очекува да биде одобрен во било кој момент. Тоест, извинувам, овој беше одобрен, да.
Значи, ово е ETF кој што е одобрен на Grayscale, еден од трите, кој што во себе исто така поседува и стейкинг. Значи, ово е еден од ретките ETF-и, спот ETF-и на алткоини, кој што има и стейкинг. Тоа веќе го видовме на Solana, каде што институциите ќе може да прават стейк на Avalanche и да добиваат 5-6% на годишно ниво од овој коин како награда. Тоа се единствените две поголеми вести кои ќе најдеме. Сега ќе преминеме на техничка анализа. Значи, како што кажавме и како што многу пати до сега сме покажале во однос на ваков тип на техничка анализа, матично не можеме да разговараме за никакво купување и завршување на bear market додека тоа не го видиме на биткоин. Но, во однос на фактот дека истиот е веќе 1-2 bull маркети на пазарот, историски од она што го знаеме, чисто да го наставиме на месечно ниво и да го споредиме со некои слични, би рекол, конструкции кои што до сега сме ги виделе на ваков тип на алткоини, како што се XRP, Zcash, Monero. Ова што го гледаме моментално на Avalanche, како што може да забележите и вие самите, представува истата таа формација на триаголник во неколку циклуси акумулирање на овој коин. Значи, погледнете како истите овие коини на некој начин ја имитираат оваа конструкција на Avalanche, која што веќе се случила и на XRP, и на Monero, и на Zcash. Нормално ова не е 100% шанса дека ќе се случи, но само сакам да кажам дека како би рекол конструкција веќе сме го виделе, можеме да видиме дека овие два bull маркети имаме една огромна конструкција на акумулација на Avalanche и моментално се наоѓа на една од најниските цени уште од 2020 година што претходниот bull маркет. Затоа пак ќе напоменам, AVAX моментално ќе се најде на нашето портфолио во моментот кога ќе утврдиме дека сме близко до потенцијалниот крај на овој bear маркет. И пак ќе напоменам, немаме шо премногу да разговараме за техничка анализа, се додека не видиме дно на биткоин циклусот. Зошто го зборувам ова? Ние овдека се наоѓаме практично пред почетокот на следниот bull маркет. Ако ова го гледаме, знаејќи дека биткоин го направил своето дно, ние се наоѓаме на најниски можни индикатори во историјата на Avalanche и на апсолутно дно во однос на ова месечно ниво уште од 2020 година. Но нема да навлегуваме во акумулација се додека не видиме дека биткоин го нашол сопственото дно. Сега за сега едноставно нема логика да се изложуваме на ризик додека не го утврдиме тој. Кога ќе го утврдиме, тогаш ќе се навратиме на анализа на овие коини и токени и ќе утврдиме кои од нив треба да влезат во нашето портфолио. Сега се враќаме повторно на токеномија, каде што ќе разговараме за тоа колку коини моментално има пуштено во оптек, како изгледа неговата инфлација. Значи исто така и овде ќе имаме доста добри информации. Иако моментално имаме околу 433 милиони, се извинувам, 431 милион коини кои што се пуштени во циркулација, од вкупно 720, значи ова би било не толку позитивна информација ако станува збор за било кој друг коин, доколку не стануваше за коин кој што има, би рекол, многу добра инфлациона тактика. Тоа ќе го покажеме сега. Значи има уште околу половина оприлика од коините кои што треба да бидат пуштени во оптек. Тоа можеме да го потврдиме и во неговиот vesting schedule како на Tokenomist. Значи овдека можеме да го видиме истото, така и на CoinMarketCap. Значи погледнете, уште половина оприлика од сопствените коини треба да бидат пуштени во оптек. Сега многу битна работа што можеме да заклучиме овдека е дека оние првите категории надуа, а тоа се seed sale, public sale, private sale, сите се завршени. Тоа што станува моментално од оние кои што треба да бидат доделени се уште е Staking Rewards, Team, Strategic Partnership, Airdrop, Foundation. Освен Strategic Partnership, која што се уште има голема количина на коини кои што треба да бидат дадени, останатите категории се категории кои што не се толку опасни. Staking Rewards оди директно како награда на нодовите за нивното валидирање. Тимот во многу голем дел од ситуациите не продава со оглед на фактот дека долгорочно верува во иднината на овој коин. Стратешките партнери со оние кои се потенцијално проблематични би можеле да продадат. Airdropovi, како што можеме да видиме, тоа е многу мала количина, незначителна, и фондацијата која што исто така, ако веќе ги користи овие средства, и користи за финансирање и негово апдейтирање. И ако споредиме тоа како изгледа во однос на количините на коини кои што се наоѓаат во овој проект, што можеме да забележиме? Можеме да забележиме дека не е толку страшно, односно тимот има вкупно 20%, што е вообичаено, тоа сме го виделе до сега. Дополнително 18,5% имаме фондацијата, која што нормално овие средства ги користи за развивање на самиот проект.
Strategic Partners 10%, Airdrop 5%, ова реално заедно не е толку многу, со оглед на фактот дека ова се разделува на доста различни ентитети, така да не гледам некој проблем во однос на распределбата на токените. И еве погледнете и сами, значи оприлика половина, уште 49% од вкупната количина остануваат да бидат отклучени. Сега, во однос на тоа како изгледа инфлација, значи инфлацијата според ова што можеме да го видиме е 3 до 5%. Со оглед на фактот дека стејкот е негде околу 6, ја би рекол дека пак и стејкот можеби варира, би рекол дека околу 5% е инфлацијата и стејкот на овој коин на годишно ниво, затоа што инфлацијата моментално доаѓа од овие staking rewards. Односно оваа сива зона која што гледате овдека се уствари најголем дел од коините кои што моментално се внесуваат во циркулационата економија на овој коин и тоа како награди за делегаторите за оние кои што прават стейкинг на своите коини. Една позитивна работа, пак би рекол, која што навистина многу помага во однос на долгорочната инфлација на овој коин, вели, сите физ кои што се собираат на Avalanche се горат. Значи, апсолутно сите физ кои што се собираат, без разлика на кој блокчейн, без разлика за која услуга, се горат. Моментално имаме изгорено 5.062.000 Avalanche токени, или тоа би било 47 милиони долари изгорени од постоењето на овој блокчейн now. Ова е крајно позитивно, затоа што на тој начин ви покажува дека има долгорочна стратегија со која што се обидуваат нормално да го намалат практично, нели, да намалат количината на токени и колку повеќе се користи овој блокчейн, нормално толку повеќе burning механизмот ќе работи, како во случајот со Ethereum, и толку подобра инфлација ќе имаат, односно ќе ја намалат, дури може да дојдат и до инфлација, зависи колку се користи овој блокчейн, а се користи, тоа ќе го покажеме сега. Нормално ова е се уште дел од токеномијата, односно спот ETF-ите, како што може да забележиме кои што се активни, веќе има 35,8 скоро 9 милиони долари акумулирано до сега, а гледаме дека се почнати негде од февруари. Значи од февруари само прилика 2 месеци постојат ETF-ите на Avalanche и тоа во bear market успеале да акумулираат негде околу 36 милиони долари до сега. Така да сакам да кажам дека ова ни покажува дека интерес за овој коин има. Дополнително, ова е еден од ретките коини кои што има и свој DAT, односно Digital Assets Treasury, така наречена компанија AVAX One, која што досега има акумулирано 13 милиони и 800.000 Avalanche токени, или отприлика 2,9% од вкупната количина на токени во циркулација. Така да, сакам да кажам дека веќе има и сериозни очигледно компании кои што акумулираат Avalanche во своите портфолија. Тоа е во однос на овие два институционални индикатори, ова е третиот институционален индикатор, односно колку капитал моментално е токенизиран на Avalanche, што може да забележиме на сите, значи ова се на сите три чейнови, колку што има моментално токенизирано, 640 милиони долари капитал е токенизиран на Avalanche без стейблкоините и дополнителни 1,22 милиарди долари токенизирани стейблкоини. Со тоа што можеме да забележиме, 1,2 нормално милиарди стейблкоини, потоа останатиот дел е во корпоративен кредит, мурикански обврзници 315 милиони 183 милиони. Сега овде имаме некои помали количини во ова се нови би рекол категории кои што досега скоро и да ги немаше како категории, така да нема да нарекуваме премногу во нив, но гледаме дека се повеќе почнуваат да акумулираат, односно да токенизираат на Avalanche и повторно еве BlackRock на второ место со 111 милиони, една од најголемите, тоест најголемата корпорација во светот, Franklin Templeton, петата најголема корпорација во светот со 36 милиони, VanEck, знаете, една од оние кои што се екстремно инволвирани во крипто, Galaxy Digital, тоа е DCG, уште една од оние огромни корпорации кои што токенизира на Avalanche. Ова не е случајно. Така да сакам да кажам дека од аспект на институционална адаптација дефинитивно гледаме дека постои. Кога станува збор за DeFi делот, можеме да видиме според DeFi Lama дека имаат солидна количина, би рекол, на DeFi и тоа долгорочно гледаме дека уште од 2023 година, така речено во оној најдлабок дел на bear маркетот, па до сега имаат оприлика иста количина, негде околу 600 до 700 милиони долари DeFi сектор на Avalanche. Позитивното од целата оваа ситуација е дека овој капитал не спие, како го знаеме тоа. Значи, овдека можеме да видиме како изгледаат total value lock на екосистемот, односно ова се децентрализирани апликации кои што постојат на Avalanche,
кои што сами по себе имаат неверојатни 3,28 милиарди долари total value locked во овие апликации кои што имаат, нели, 713 милиони. Сега, како е ова точно, стварно не можам дело да го разберам и јас конкретно, затоа што ова покажува дека екосистемот на Avalanche на вистина има голем обем. Пак, во првата апликација на DeFi Lama ни кажува 713, а на Token Terminal ни кажува практично 4-5 пати скоро поголема бројка. Во секој случај ова е позитивно, затоа што гледаме дека во текот на целиот овој дел гледаме голема количина на капитал во Avalanche. Значи, што значи дека имаат сериозен екосистем. Тоа е многу битно, затоа што значи не е само layer 1 колку да се каже, туку на вистина има активност, на вистина има апликации, на вистина има заклучена би рекол количина на капитал на истиот. Кога станува збор за тргувањето на екосистемот, погледнете. Значи, ова е на неделно ниво, имаме, погледнете, 1 милиарда долари тргување. Од 600 до 1 милиарда во просек во последниот период. Гледаме како сме во bull market е многу поактивно, но прилика од 600 милиони до 1 милиарда долари тргување на екосистемот на Avalanche. Значи, на вистина активен екосистем. Би рекол, еден од најактивните после Ethereum и Solana, дефинитивно. И нормално кога ќе го споредиме тоа со останатите, еве дури ќе земеме првата бројка од 700 милиони, значи 700 милиони би го ставило, пак би рекол, негде доста горе во овие протоколи. Повторно, значи Layer 1 не заборавајте. Еве каде би го ставиле, со да видим што имаме овдека нешто познато. Еве Hyperliquid. Значи Hyperliquid како една од најголемите дексови во светот има 518 милиони, Avalanche има 700 милиони. Polymarket прв или втор, сега не знам како е, нели, prediction market, 400, Avalanche има 700. Значи е сериозен играч кога станува збор за DeFi. Ако продолжиме понатаму во однос на брзина, е топ 10. Само да видиме, изгледа, дали јас мислам дека е топ 10, моја грешка, 18. Значи, реалните трансакции му се околу 20 трансакции во секунда, со тоа што знаеме дека може да достигне многу голема теоретска брзина. Значи, 1200 отприлика трансакции во секунда може да достигне, а нормално ова е во однос тоа колку големо побарување има. Значи, кога станува збор за Directed Acyclic Graph, како што зборувавме за H-bar, значи овие блокчейни имаат потенцијал да запишуваат по неколку блокови симултано и на тој начин ќе има многу поголема брзина, што значи дека они ја зголемуваат брзината во однос со која е потребата на самиот блокчейн, односно ако имаме стеснување, така речено bottleneck, во однос на премногу трансакции и премногу блокови кои што треба да бидат запишани, значи овој тип на блокчейн има способност да ја зголеми брзината и да ги процесира сите тие трансакции. Така да тоа е позитивно, но во нормално случување, кој што може да е нормално функционирање, е негде околу 18-то место во најбрзите блокчейни моментално. Кога станува збор за други метрици кои што ги погледнуваме, активни юзери на месечно ниво, ова е уште еден показател за неговата активност како блокчейн и како нели, екосистем. Значи 1,6 милиони на месечно ниво. Само сакам да ви покажам како изгледа, да не биде само дека е, нели, во овој период. Само да рестартираме оваа метрица, додека чекаме. Значи, еве како изгледа. Во последниот период од јануари наваму имаме во просек од 1,4 до 1,6 милиони активни юзери. И нешто околу 500.000 оприлика предходно, но во последен период, во последните 3 месеци, ние имаме околу 1,5 милиони корисници на месечно ниво, што е на вистина, би рекол, солидно, посебно кога станува збор за bear market. Овдека исто така имаме уште еден дел каде што токму тоа се зборува, активни холдери, тоа сакам да ви го покажам. Значи, моментално има 161.000 активни wallet-и кои што имаат Avalanche. Така да, иако не се совпаѓа со 1,6 милиони активни юзери, значи ова се уникатни ходлери кои што моментално имаат свој wallet на Hedera. Повторно, гледаме дека ваквата вредност постојано расте. Значи, еве, матично од почетокот на, тоест ова е сега во последни, ајде видим колку е на целиот чарт. Еве, значи, официјално од почетокот негде од средината на 2025 година наваму, гледаме постојано растење на количината на coin холдери, односно новчаници. Transaction count, значи исто и овдека гледаме во последниве 3 месеци големо зголемување.
Значи негде во просек околу 15 до 20 милиони трансакции на неделно ниво имаме на Avalanche. Значи во последниот период треба да проверам зошто, јас не сум видел уште конкретно што е причина, не успеавме да најдеме некои интересни вести, но ако нешто од вас знаете дека имало нешто сме го пропуштиле, гледаме дека ова е практично во последна година дена би рекол, а за јузерите во последните 3 месеци. Така да ако знаете зошто ова се случува, би ве замолил одговорете во коментар и јас би сакал да знам зошто имаме толку големо зголемување на активни и трансакции и корисници на Avalanche во последниве 3 месеца до година дена. Кога станува збор за fees, сега овде ќе имаме мала количина на fees, ја верувам дека ова напоредно е со она што го видовме дека сите fees се горат. Погледнете. Значи имаме околу 39.000, околу прилика 30 па некогаш и до 100.000, зависи од неделата, собрани во fees. Со оглед на фактот дека fees се горат од секоја трансакција на Avalanche, можеби и затоа имаме толку мала количина на fees кога станува збор за овој блокчейн. И во однос на активност, доста активен на 7-мо место на годишно ниво, можеби не е во топ месечните, но гледаме дека е доста активен. Значи на годишно ниво Avalanche се наоѓа на 7-мо место по најактивни проекти и нормално овде ќе имаме дополнителни мерила кои што тоа покажуваат. Значи еве како изгледа code commit, значи ова е колку скрипти така речено се депонирани во GitHub, нели? Сепозитори или депозитори, како се вика, депозитори, не сепозитори. Погледај, значи ова е на ден практично, не, на недела, околу 100 до 200 зависи од неделата, значи скрипти се депонирани за развојот на овој блокчейн, што значи дека ни покажува дека активно работат девелоперите на истиот. Ако останува збор за девелопери, значи погледнете, од 2022 година намалу има зголемување и тоа сериозно на количината на девелопери кои што работат на истиот. Со тоа што овде ќе имаме, гледате, значи овде е многу интересно, multi-chain и single-chain, значи ова е колку од девелоперите работат само на еден од тие 3 чейна на Avalanche, а колку работат на повеќе чейнови, 378, и овде кога ќе го погледнеме најбитниот дел, имаме 292 established, значи ова се програмери кои што долгорочно работат на Avalanche, а гледаме full-time девелопери се 182. А да видиме што ни кажува токен терминал, ни кажува моментално, само да видим која е бројката овде, значи 182 да споредиме, овде ќе имаме 50. Што е, би рекол, релативно мала, но како и да е, во однос на оваа бројка што имаме овдека, 120 девелопери го става негде во најактивните, значи еве каде се наоѓа на некој како да е овдека 15 место, 181 му дава вкупно, full-time девелопери, блиску до интернет, компјутер, Hedera, Ton, значи екстремно големи блокчейни, BNB, Optimism, Stellar, Cardano се наоѓаат во истата таа категорија, што значи дека околу овој дел се дефинитивно во топ. Кога станува збор за Arkham Intelligence, знаете дека секогаш проверуваме што се случува со самиот протокол, најчесто го бараме името, ако има евентуално фондација, како што е Avalanche Foundation, ја немаше за жал, верувам дека ова е Avalanche Foundation, но она што мене ме зачудува е фактот дека поголемиот дел од капиталот на оваа фондација моментално не е во AVAX. Односно имаме само мала количина во AVAX и тоа вкупно околу $176,000 вреден AVAX, што воопште не е многу, но тоа е и позитивно. Колку поголема количина, толку по нели централизиран е проектот. Гледаме дека најголем дел од капиталот го имаат во Wrap-It и во Wrap-Bitcoin. И нешто ситно имаат, тоест некои количини имаат и во стейблкоини. Така да тоа е она што треба да го видиме околу фондацијата. И за крај треба погледнеме што се случува со децентрализација, односно како изгледа децентрализацијата на овој блокчейн. Сега исто и овде ќе имаме контрадикторни моменти, каде што според CoinMarketCap имаме екстремно добра децентрализација, значи верувале или не, само 31,6% вкупната количина на коини се наоѓаат во топ 10. Значи имаме екстремно мала, тоест екстремно добра, би рекол, нели, децентрализација, значи немаме многу коини фокусирани во еден новчаник, а додека кога станува збор за CoinCarp, кој што има така наречена rich list, која што ја користиме, уште подобро, погледнете. Вели 99,6 од коините се наоѓа надвор од топ 100. Сега, тука не можам да разберам како на CoinMarketCap ги нашле овие новчаници, кои што имаат отприлика од 2 до па и 7% вкупната количина на токени, а на CoinCarp ги нема. Овдека најголемиот новчаник е само 0,6% вкупната количина на AVAX токените.
Така да тоа е малку збунувачки, но и во едната и во другата ситуација ние гледаме дека станува збор за еден од најдецентрализираните коини што некогаш сме го имале како проект за обработка, така да тоа е екстремно позитивно. И explorer.avax.network е местото каде што може да ги проверите вашите трансакции кога станува збор за овој блокчейн. Да се вратиме на прашањата, да видиме дали нешто сме пропуштиле. Значи, апликацијата дефинитивно објасниваме, дали има други апликации од реалниот свет? Не, затоа што на крајот од денот Layer 1 и Smart Contract компатибилност се карактеристики само на блокчейн проекти. Кога станува збор за roadmap, немаше некој битен апдейт кој што би можеле да го споделиме со вас, едноставно не најдовме ништо околу тој дел. Потенцијално ако најдеме нормално ќе направиме посебно видео. Техничка анализа направиме, фундаментални вести, се тоа го објаснивме, дали има кривични судски случаи, нема. Иако AVAX беше еден од оние коини кои што се сметаше за хартија од вредност, со најновата одлука на SEC, помеѓу сите овие 16 коини и токени кои што беа фатени, и Avalanche беше ослободен од така речено ова обвинување дека е хартија од вредност. Така да тоа е крајно позитивно. Останатото, кои менувачници го поседуваат, исто така и овдека знаете дека сите, што е еден од најпопуларните коини во криптосветот. Значи, погледнете, апсолутно сите, најголемите, како и секојаш Binance, сега ќе најдеме и Coinbase. Coinbase, значи гледаме дека најголемите менувачници го поседуваат, што е сосема очекувано за ваков тип на коин. И да видиме дали има уште нешто до самиот крај. Делот со токеномијата дефинитивно целосно го поминавме, децентрализација, тоа е тоа. И како и секојаш за крај, доколку ви се допаѓа ова што го правиме, бе замолен да станете дел од нашата Patreon заедница, на тој начин добивате привилегии, а со вашата членарина помагате на нашата долгорочна работа. Со тоа што привилегиите се нормално прво имате пристап до нашите чатови, каде што може да разговарате со нашите членови, да споделувате ваши анализи, да учествувате во дебати и нормално анализите кои што ние ги споделуваме, да споделувате, да пишувате пораки кои што ние ги одговараме еднаш дневно, значи директно до нас. Сите овие офлайн видеа кои што ги подготвуваме, прво ги доставуваме до нашата Patreon заедница, а потоа и нормално до целиот наш канал, сите наши гледачи, и еднаш месечно имаме лайвстрим, како што тоа беше вчерашниот лайвстрим, кој што ќе го погледнете во текот на утрешниот ден, каде што одговараме на сите ваши прашања исклучиво за Patreon заедницата. И нормално, ако сакате да го реализирате или обновите вашето членство на годишно ниво, тоа може да го направите со упасвате на овој пост. Значи, едноставно треба да ни пратите имейл на cryptogamidja@gmail.com, да ни кажете во која валута ви одговара. Ова се сумите за годишно членство. Добивате 30% попуст од Patreon членството кое што нормално би го платиле, и при тоа практично ние на овој мејл кој што ќе ни пратите ќе ви доставиме линк до годишно членство на нашиот канал. Така да ви благодарам што не следите, што не поддржувате. Се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGamidja и од топлата Малта. Listen up, class is in session tonight. CryptoGamidja, here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the burst. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. CryptoGamidja, teaching you the way. Buy the dip, but never all in one day. DCA is strategy, patience is the key. CryptoGamidja, setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management insight. CryptoGamidja keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seeds, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. CryptoGamidja, your educational guide through the volatility. Stay right by your side.